32 се предвидени периодични извещи, кои градоначалникот ги достава до Советот на општината и Министерството за финанси во рок од 1 месец по завршувањето на кварталот. Ова е четврт квартален извештај за 2020 година за извршување на буџетот на општина Струмица. Општинските буџетски корисници во рок од 15 дена по истекот на месецот до градоначалникот ги доставуваат месечните извештаи за извршување на нивните финансиски планови. Градоначалникот до Советот на општината ги достава кварталните извештаи К1, квартален извештај за извршување на буџетот на општината, К2, квартален извештај за достасани ненамирени обврски, К3, квартален извештај за задолжување на општината и јавните предпријатија формирани од општината. Од текот на буџетската 2020 година, вкупните приходи во буџетот на општина Струмица од планираните 1 милиарда 245 милиони 483.901 денар, се реализирани 1 милиарда 65 милиони 399.995 денари или 86%. Вкупните приходи ги сочинуваат основниот буџет кој е реализиран со 392 милиона 701.564 денари или 84% во однос на планираното, наменските дотации кои се реализирани во износ од 580 милиони 812.494 денари или 100% од планираното, само финансирачките активности реализирани во износ од 15 милиони 830.239 денари или 36% од планираното, донациите кај кои реализираниот износ е 25 милиони 261.958 денари или 44%, и во колоната кредити планираните 91 милиона 600.315 денари се реализирани во износ од 50 милиони 793.740 денари и во оваа колона реализацијата е 55%. Кај дотациите процентот на реализација е сигурно највисок 100%, затоа што средствата од блок дотацијата за 2020 година кои како месечен прилив на средства доаѓаат во колоната дотација, а на буџетските корисници им се овозможува да ги користат во најголем дел за плата, а во многу помал дел за текувни трошоци во 2020 година, максимално ги исцрпуваат и не им достасуваат во делот за текувно одржување да ги покријат сите потреби, вклучувајќи тука и за останатите обврски од 2019 година. Дефицит се појавува само кај самофинансирачните активности, каде што реализираните расходи од 16 милиони 956.334 денари се поголеми од реализираните приходи на износ од 15 милиони 830.239 денари, и тоа за 1 милион 582.607 денари, кои се покриваат од пренесеното салдо од претходното 2019 година. Во однос на минатата година, процентот на реализација на вкупните приходи е поголем за 4% поени, односно од 2019 година вкупните планирани приходи во буџетот се реализирани со 82%, и кај основниот буџет процентот на реализација е поголем за 14% поени во однос на минатата година, кога процентот на реализација бил 70%, споредено со четвртиот квартал на 2020 година. По групи на приходи, процентот на реализација на приходите до 30.12.2020 година во основниот буџет го гледаме од табелата која ви е поставена, од која гледаме дека во групата на приходи, даночни приходи, буџетот е предвиден со 274.528.341 денар, реализација на приходите 232.752.678 денари или 84,78%, неданочни приходи од планираните 19.784.763 денари, реализирани 5.371.890 денари или 30,18%, трансфери од 119.295.462 денари,
реализирани 135 милиони 132 хиляди 262 денари или 113,28%. Капитални приходи 55 милиони 627 хиляди 270 денари, реализирани 19 милиони 444 хиляди 734 денари или 34,96%. Или купно от планираните 469 милиони 235 хиляди 836 денари, реализирани 392 милиони 701 денари, 701 хиляди 564 денари или по проценти 83,69%. Во однос на разходниот дел може да се каже дека вкупните оперативни разходи се реализирани со 86%, а капиталните разходи се реализирани со 62% во однос на планираните на буџетот за 2020 година. Минатата година капиталните разходи се реализираа со процент од 84%, што представуваше многу висок процент, зашто големо влијание имаше и финансиската помош од владата која добивме при крајот на 2018 година на посебно издвоена жиросметка, а во 2019 година ја префрливме на буџетската сметка како пренесено салдо од минатата година и со тој износ се подмирија за останатите обврски према добавувачите, градежните фирми, искажени како капитални разходи по буџетот на општината. Образецот К1 е даден за секоја програма посебно. Образецот К2 ги дава достасаните ненамирени обврски на општина Струмица заклучно со 30.12.2020 година, кои во овој квартал изнесуваат 5 милиони 757.266 денари како обврски до 30 дена, 636.868 денари како обврски до 60 дена и 19.600.523 денари како обврски над 60 дена, а се однесуваат на капиталните објекти. Образецот К3 овој квартал го доставуваме до Советот на општина Струмица по добиените инструкции од Министерството за финансии со вредност од 0 денари под број 1 како состојба на долгот за извештајниот период заклучно со 31.12.2020 година, кога ја исплативме последната рата, а се однесува на кредитот од Македонска банка за подршка на развојот искористен за предфинансирање на проектот промоција и развој на туризмот и културата од ИПА програмата за прекогранична соработка со Република Грција. Овој кредит е завршен и повеќе нема да се појавува во образецот К3. Под број 2 во образецот К3 се појавува новиот кредит од Светска банка, кој е добиен како подзаем преку Министерството за финансии во износ од 91.600.315 денари, од кои до овој квартал се повлечени 50.790.740 денари, за кои по првите 3 години не се плаќа, ќе се плаќа само интеркаларна камата, додека трае грејс периодот, а отплатата ќе се отплаќа започнувајќи од март 2023 година. Општина Струмица го користи овој подзаем во рамките на вториот проект за подобрување на општинските услуги за реализација на 2 општински проекти, и тоа проект за замена и инсталација на ултрасонични водомери и интегрирање на водомерите со опрема за далечинско читање и проектот за проширување на секундарната гасоводна дистрибутивна мрежа.